Дилеми до финишот од пржино. Кога ќе се повлече Груевски? Дали преодната влада е гарант за слободни избори? Како во кампања со медиумски логори за перење мозок? Интервју со професор Ненад Марковиќ. Образованието пред амбис, поради диалогот на глуви. Студенти, ученици, наставници, дали е тоа новата сила за модерна Македонија? Благој Ѓорчевски и професор Солза Грчева. Вечерва со Александар Чомовски. Добро вечер, професор Марковиќ. Ви благодарам што дојдовте. Го гледам овој ваша мала студија околу политичкиот диалог кој опфаќа практично 25 години од кризата на диалогот меѓу лидерите, меѓу политичките субјекти во Македонија. Она што ми остави впечаток денеска на промоцијата е ставот на странец кој вели до кога вие ќе барате помош и посредување од странците за внатрешните проблеми, што практично има еден македонски синдром. Кога двајца се караат, мора да има некој трет. Дали сме уште во фазата на некаков политички пубертет? Очигледно дека тоа не е неточно. Изданието опфаќа 25 години во кои, како што кажав и на промоцијата, свртевме цел круг. Почнавме да го вртиме кругот некаде 94-та година, реков првите 2-3 години секогаш одбите ги на детски болести од независноста. Меѓутоа 94-та бојкотираа ВМРО, ДПМН и Демократската партија за после 20 и нешто години да стигнеме практично до бојкот на Социјалдемократскиот сојуз на собранието. Во меѓувреме имаше уште неколку бојкоти. Јас го работев со колегата Миша Поповиќ во делот на хронологијата на политичките кризи, забележавме една работа. Дека ниедна не е решена без меѓународната заедница. И знаете, во принцип, кога немаме внатрешна сила да ги решаваме проблемите, кога политичките актери не се доволно зрели, кога вредностите на политичкиот диалог се ценат помалку од вредностите на политичкиот мачоизам, тогаш не можете да приговарате дека го губите суверенитетот, дека ви се мешаат од надвор, бидејќи очигледно потребата не произлегува од тоа меѓународната заедница да се меша во политичките процеси во Македонија. Таа произлегува од неможноста на политичките елити да изнајдат солидни, трајни решенија, а посебно решенија за кои ќе застанат и кои се нормално секогаш резултат на компромис, и тие самите практично на крајот ја повикуваат меѓународната заедница да пресуди или да заземе финален став. Меѓутоа има една современа тенденција која е европска тенденција, де факто што може да биде алиби на немоќта понекогаш или на моќта да посредуваат странците. А тоа е дека во рамките на Европската унија и воопшто во меѓународната заедница посредувањето и така нареченото медијаторство или арбитрирање и во современи услови, во однос на Грција, во однос на Кипар, во однос на економската криза, постои и ќе постои. На тој план ние не можеме да бидеме фрустрирани. Прашањето е дали мора да биде тоа ултимативно, или ќе седнете да разговарате, или нема да ве биде. Знаете како, еден од промотерите убаво забележа дека во главном кризите биле создавани во тој домен на меѓуетнички прашања. И кога се работи за меѓуетнички прашања, меѓуконфесионални, различни етнички групи, не сме единствената држава каде што се вмешува странски фактор, каде што е потребно некој со ладна глава да седне така натаму. Она што кај нас се докажа дека за било која криза од било каков карактер е потребна меѓународната заедница. Значи и за најмалата криза и за најголемата меѓународната заедница се вмешува. Тоа беше Мајскиот договор, Законот за територијална организација, 2001, тоа е сега најновата ситуација, собраниската криза која настана, секаде очекуваме помош. Ако до сега сметавме дека тоа е исклучиво последица на, нездрави меѓуетнички односи, недоречености на Охридскиот рамковен договор, неможност на таа етничка линија да се комуницира, сега видовме дека тоа се прелева и кај партиите на релација власт-опозиција и така натаму. На сите можни... Верувате ли дека пржино 1 и 2, како што обично сега ЕУ си го придодава значењето дека ќе се реализира? Меѓутоа, би го цитирал Хан, кој доаѓа вечера, ако не е веќе пристигнат. Ова не е крај на приказната. Значи, изборот на специјален обвинител. Нас допрва ни престојат многу посуштествени работи. Но, прашањето ми е многу двосмислено на одреден начин. Не дали верувате во реализацијата, туку повеќе дали верувате во дадениот збор и во политичкото верување на политичките актери дека ќе го реализираат тоа што го подпишале. Верувам дека ќе одолговлекуваат колку што можат. И не сум единствениот колку што денеска слушнав. Во истото ова студија еднаш реков, лошо прогнозирав, меѓутоа тоа беше малку во преносно значење, тоа беше вечерта пред да се постигне договорот, дека договорот нема да се постигне воопшто.
Тогаш реков дека песимист е оптимист со искуство. И ако гледате што се случуваше со специјалниот јавен обвинител, дали вам ви личи тоа на договор кој го постигнали и каде што политичките партии се конструктивни и сакаат да се договорат. На крајот беше сепак од одголекување до последниот момент, ако не се лажам, рокот беше и пробиен, да на крај пак веројатно пресуди, ако не дознавме многу детали, инсистирањето веројатно на меѓународната заедница. Со изборниот модел ја очекувам да биде само полош. Јас сум сигурен дека сите партии имаат направено калкулации кој модел најмногу им одговара. Врз база на симулации на добиени гласови до сега. Секоја партија знае дали е тоа мнозински, дали е пропорционален една изборна единица, пропорционален како што е сега, нели 6 избор, комбинирани така натаму. И они ќе дојдат на маса веројатно со она што тие го посакуваат. И мислам дека до последен момент нема да се откажуваат од моделот кој најмногу, ако го отфрлиме оној несериозен преглед за плюс пратеници кој сметам дека беше. На изборниот модел малце подоцна можеби и мислам дека заслужува поголема дебата. Да. Но она што е пржино 1 и 2 и договорот. Да. Има една голема институционална фалинг. А тоа е, ние сите пледираме да се врати и реобнови институционалниот елемент во кризата. Но ние што добиваме? Откако партиските лидери зад затворени врати договорија, имате експресен воз во парламентот. Да. Се стига во минута во 12:05 и нема дебата. Чат пат по некој амандман и по некаква обструкција. Вие значи ги лечите симптомите на тој начин. Не лечите причината. Токму изгубената делиберативна функција на собранието и ваквата елитизација на политиката во врхушките е еден од главните дефицити, тоа го констатиравме и во изданието. Се почна со тие лидерски средби. Во ред, има прашања кои можеби не можат да бидат договорени, има прашања кои бараат, нели, моќта да се централизира, да оди во врхушката, да се скрати процесот на делиберација. Меѓутоа не може секој едно прашање да биде такво. И знаете, ако имате лидерски средби, ако имате концентрација на МКШ 4 луѓе со посредство на меѓународна заедница договараат се, зошто ви е парламент, зошто ви е влада, зошто ви е цивилно општество, зошто ви се медиуми, зошто ви е процес на јавна делиберација, да донесеме се поитна и скратена постапка и да скратиме. Меѓутоа така не ги лечите причините за она што настана. И за жал ниту меѓународната заедница не е толку моќна, ниту цивилното општество во Македонија е моќно да влијае. Примарна улога имаат политичките партии, на овој начин се лечат само симптомите на оно што е расипано, не се лечи во суштина, не се враќа процесот назад на трачниците на кои треба да биде. Ако добро следев во почеток имате малци и не скепса, не туку проценка дека ќе тактизираат двајцава Заев и Груевски околу доисполнувањето на динамиката на пржина. Да. Мене ми е симптоматично, например, реакцијата денешка на лидерот на опозицијата, кој на почетокот велеше Груевски до крајот на годината мора да биде абсент. Ајде сега тоа се изамортизира. Се денеска од целиот комплот на прислушувани разговори кај што има сомневање за огромни битија за огромен криминал, нели? Сега се извлекува поентата на така наречениот криминал врзан само со изборниот процес. Да. Што во суштина зборува дека има некаква партиско тактизирање. И јас можам да се сомневам дека има договор меѓу нив двајца. Немате да се сомневате дека во крајна линија целите преговори се мачни заради тој аспект точно. И долготрајни. Не сум сигурен дека ниту на едниот, ниту на другиот би му било претерано драго да се поведе постапка. И тука не знам каков дил постои, меѓутоа порано или подоцна тоа ќе се открие. Верувам дека овие аспекти се разговараат. И не верувам дека може да поминат преговорите без да се разговараат тие аспекти. Кој, кому, колку, кога, кој може да биде виновен, кој не може да биде виновен во целиот случај, што дополнително е оптеретува работата на специјалниот јавен обвинител. Не сум кривичар, не би коментирал, зборувам чисто од политички аспект. Тоа е уште еднаш последица на она што се нарекува политика надвор од правните рамки или политика надвор од правото. Знаете, кога се дерогираат институциите со политички договори, а гледаме дека алтернатива не постои, затоа што самите институции се контаминирани од корупција, од непотизам, од политички влијанија, тогаш се доведувате во една ваква абсурдна ситуација да морате она што политиката го направила да го лечите со уште повеќе политика. Она што го рековте е многу симптоматично, не би отфрлил таа теза ни малку. Времето сигурно ќе покаже дали сме во право во оваа наша заедничка проценка дека веројатно постои некаков дил на врвот. Меѓутоа, јас мислам дека во фолклорот на македонската политика е тоа да се случи, токму тоа да се случи. Повторно го цитирам Хан, кој денеска треба да пристигне. Ова не е крај на приказната, нели, со изборот на специјалниот обвинител и со враќањето на опозицијата. Сега престојат најделикатните фази.
Првата е, меѓу другото, смената министерски и така натаму. Најважната ми се чини тоа е оставката на премиерот Груевски. Верувате ли дека таа ќе се случи како клучен елемент за еден фер и демократски процес на подготовките на изборите? Таа е договорена и мислам дека тоа е обврска од која нема да може да се побегне во никој случај. Што ќе се случи во тој интеррегнум, да го наречам, тоа е веќе друго прашање. Дали тоа ќе се случува пред секои избори, и тоа е друго прашање, заради тоа што постојат, не сум компаративист, меѓутоа знам дека постојат политички системи во кои се практикува такво нешто, да пред изборите се направи техничка влада која ги спроведува изборите и така натаму. Ќе видиме дали тоа кај нас ќе стане пракса. Меѓутоа се согласувам, мислам дека повеќе имаше символичка функција оставката. Заев вети дека ќе го тргне Груевски барем на одреден период, тоа му успеа и тоа може да се припише како негов голем успех. Тој тргна со таа идеја. Од друга страна, по мене беше преамбициозна проценката дека до нова година Груевски ќе се апси и така натаму. Не знам дали тоа воопшто ќе се случи некогаш, останува да видиме. Така да, но далеку е приказнат од некаков финиш. Знаете, кој да победи во април на изборите? И притисокот од внатре, и притисокот од надвор е потполно променет. И е експоненцијално зголемен. Ке не следат многу повеќе на листите на Freedom House и на листите на IREX и на Reporters Without Frontiers и така натаму, и тоа ќе стане се многу поважно од април отколку што е сега. Сега ми можеби фокусот е на внатрешно политичкиот процес, но мислам дека будното око и на Европа и на цивилното општество однатре во Македонија нема да престане да следи. Дали мисле дека пржино 1 и 2 и договорот меѓу двајцата челници на македонскиот блок го изамортизира реалниот растечки гнев на граѓанската средина, на граѓанските асоциации, на граѓаните воопшто? Не партиски определени. Јас никогаш не би ги потценил. Може би дел од тоа се дефузираше со самиот факт дека беа пуштени снимките, дел од луѓето доживеа психолошка сатисфакција, што се деконструира, се демаскира начинот на кој се владее во Македонија, и може би сте во право кога велите дека дел од таа енергија може би се дифузираше преку тој механизам и преку седнувањето на маса. Така, независно дали имаат свој фаворит или немаат овие луѓе кои стојат од оваа страна на граѓанското општество. Меѓутоа, јас кажав претходно, ќе кажам и повторно, таа енергија и таа латенција постои. Таа енергија во латенција, таа не е активна можеби во овој момент, можеби сите помалку го чекаме исходот на она што ќе се случи и во пржино, и во април, и по изборите и така натаму и во наредните година-две. Меѓутоа, мислам дека било која поголема иритација на цивилното општество со непопуларна мерка или мерка која цивилното општество ќе осети дека е непопуларна, може да се повторат сцените и со студентскиот пленум, и со протестите, и со ред други иницијативи кои произлегле од незадоволството на граѓаните кон власта. Верувате ли дека преодната влада ќе биде самостојна да може да се фокусира на подготовки на изборите, а на одреден начин сепак да не биде под една политичка тортура на лидерите, партиските лидери кои потпишуваат договори? Јас не знам тоа како ќе изгледа и на што ќе личи. Љубопитен сум навистина. И ова е веројатно најтешкото прашање што ми го поставивте до сега, од проста причина што веројатно повторно во добрата традиција на македонската политика секој ќе влече на својата страна, бидејќи залогот е голем, политичкиот спојл е прилично голем, оној, знаете, кај нас функционира по системот оној кој победува зема се. Така да мене ми е уште од сега загадочно како ќе изгледа таа влада и како ќе функционира. Јас мислам дека нема да биде така глатко. Да симулираме, на пример, носи Министерството за земјоделие одлука да се преиспитат субвенциите, а заменикот става вето за тоа и вели дека мора да има субвенции, што на одреден начин може да биде користење на ресурси за купување на гласови. Или министерот за финансии да вели се задолжуваме, нели? Ново за враќање на долговите, заменикот вели нема нова аукција на записи и така натаму. Како тоа ќе функционира, а да не е на штета на државните приоритети, на општествениот амбиент и така натаму? Јас се прашувам искрено како ќе функционира. Веројатно знаете што ќе биде важен аспект. Доколку дојде до вакви судири, конфликти внатре, веројатно многу поважно ќе биде не колку тие ќе бидат на штета, бидејќи ќе бидат на штета на граѓаните, тоа сигурно, него како ќе бидат пуштени низ медиумскиот простор и како ќе бидат обработени, да речем, процесуирани на некој начин. Јас мислам дека колку год да е тој тип на влада резултат на некаков политички договор кој го постигнале четворицата, речеме лидери со посредство на тие и тие фактори,
исто е прилика за добар политички адвертајзинг. Да една од страните се прикаже како некој што блокира, некој што не сака, некој што носи неодговорни одлуки, некој што избрзува во зависност од од она што ќе се случи. Јас мислам дека ова е супер прилика за политички пиар. Баш овие конфликти кои ги наведовте и ваквите парадигматични примери кои многу лесно може да се случат. Разговарам со Ненад Марковиќ, професор на Правниот факултет, пред да влезе Солза Грчева, пратеник и университетски професор, со кого после вас ќе разговарам за практично отсуство на диалог за една клучна сфера, тоа е образованието и реформите. Сакам да го продолжиме разговорот за една констатација која во овој студиум го имате направено. Дека практично медиумите се една од клучните фокусни страни каде што ние имаме дебаланс на на предизборниот амбиент. И многу е важно, велите, медиумите како инструмент за селекција, медиумите како агенда сетери и така натаму. Клучот на македонската демократија, посебно на незинот делиберативен аспект е во медиумите. Знаете како? Не сакам кога сме селективни во прикажувањето на определени листи, на определени ранг листи на кои не котираме добро. Знаете, не можеме да ги земеме ранг листите на кои добро котираме и да речеме дека се релевантни, а например ранг листата на Репортери без граници да речеме дека е нерелевантна, тенденциозна, методолошки слаба и така натаму и така натаму. Ние знаеме каква е состојбата, знаеме на кое место сме. Имаме ретроградни политички процеси една декада наназад. Кој мора во момент мислам дека влегува пратеничка професор Солза Грчева. Добро вечер. Иако додека ви го наместат микрофонот, јас ќе продолжам со него за разговор. Ви благодарам што дојдовте. Продолжете тезата. Дали мислите дека медиумите во Македонија се во ситуација, како што јас во Форшпенот го најав, во една логор амбиент во кој се врши перење на мозокот на луѓето, наспроти самите да ги проценуваат валидноста на информациите што ги допираат до граѓаните, до избирачите? Јас го сублимирав денеска во една реченица на презентацијата на изданието. Политичкиот пиар конечно го победи здравиот разум во Република Македонија. И мислам дека тој повеќе од одговор на вашето прашање. Не мислам дека имаме доволно време да медиумската сцена структурално се промени, да се донесе цела нова правна рамка, да тоа профункционира и тие медиуми бидат непристрасни, објективни и здраво да ја информираат јавноста. Не знам колку ќе имаме во наредниот период. Посебно не верувам до април дека тоа ќе се случи. А тие се клучат за да ги имаме сите информации, за да имаме избалансирани информации и да ги имаме информациите од сите страни. Не е најважно што медиумите ќе кажат, најважно е што ќе премолчат. Да завршам овој дел од разговорот, како што обично се вели книга на книга, нели, на вашата студија. Денови ја читав европскиот политички роман на Никола Ковач, меѓутоа ми остава тоа е анализа на политичката прагма со романсиерски алузии. Но она што мене ми остава силен впечаток, не би можело да има автентично постоење во едно општество во кое режимот го фаворизира споредното во однос на суштинското или утопијата во однос на реалноста. Дали сме ние во таа фаза, кога на луѓето им нудиме чоколадо, а немаат ни за леп? Ние сме перманентно во таа фаза, за жал, можеби сега повеќе од било кога. Меѓутоа луѓето разбираат реалноста и мислам дека сепак имаат проценка за своите животни околности и екзистенцијалните услови во кои се наоѓаат. Меѓутоа, тоа не значи дека не им е потребно да прават информирани избори. Знаете, во крајна линија таа логика на homo economicus надвладува се друго. И тоа е нешто што некои партии во Република Македонија многу добро го разбра. Така да веројатно, знаете, тој е битен аспект во победата на изборите. Победува оној за кој луѓето ќе проценат дека ќе им понуди подобар живот. Меѓутоа, за да бидат информирани кој им нуди подобар живот, треба да ги добијат сите информации, да ги добијат навремено, да ги добијат во вистинска смисла, а не спинувани, преработени и извитоперени. Тоа е многу важно. Професор Грчева, дали живееме во едно апологетско општество? Ми оставите впечаток како една од единствените единки која го крена гласот. Независно дали требаше консенсуално да се избере специјалниот обвинител. Дури ни амандманот на Павле Трајанов не помина поради стравот од тоа. Таков тип на референдумски плебисцит во кој се суспендира законодавниот дом, во кој во 12:05 ви ги леферуваа само законите, на што ви личи? На една марионета? Па ми личи на тоа дека живееме во една чиста партократија.
Ние во овој живот наш, во последните декади од осамостојувањето на Македонија, живееме во еден свет каде што чекаме другата опција што ќе донесе. Што сега ново ќе донесе, што ќе да упропасти од овие што не стигнале да упропастат претходно. Значи, луѓето веќе немаат надеж дека демократија може да зачекори овде, дека можеме да влеземе во еден нормален амбиент. Кај нас демократијата се уште се мисли дека се фери демократски избори. Значи, ние сме многу назад. Тоа е првата лекција. За жал, после 24 години ние немаме демократски процес ниту еден да заживее. И затоа ми се смешни и тие пароли што ги слушам многу често во последно време, да ја вратиме демократијата. Кога живеела демократија кај нас? Сега, 20 да прашам. Вие 25 години го анализирате политичкото исторство на демократски диалог и така натаму, таа сега во момент го практицира тоа, професорката. Она што ми е парадоксално, а тоа е дека ваква апологетска одлука во 25 години немаме донесена. Дури ни за самостојноста на Македонија, за декларацијата имаше против. За уставот исто така имаше против и поединци и партии. Да не зборувам за Мајскиот договор за амнестијата. За договор околу тоа да се избере специјален обвинител. А при тоа, тој специјален обвинител, таа жена ќе треба да коли и да беси. Тоа ми изгледа баш апсолутно нелогично. Тоа е пат позиција во која се доведува партиите сами. Заради претходно споменатите дефицити. Да не откривме дека супството е корумпирано колку што е и дека под политичко влијание колку што е, сите ќе му верувавме. Истото се однесува и за обвинителството. Втората причина, да беше законодавниот дом делиберативен, а не да беше машина за штампање, за донесување закони, ќе беше исто така многу подобро. Сега изгубивме основата на која можеме да градиме систем. И сосема се согласувам. Не мислам дека било кога демократијата било совршена. Знаете во која фаза се наоѓаме? Во најпарадоксалната. Незавршена демократска консолидација, очигледно, а веќе го имаме она што го имаат општествата на Западот, умор од демократија. Затоа што луѓето не веруваат дека во ваков систем подобро живеат. Токму заради тоа што тој подобар живот никогаш не дојде. Во овие 25 години. Па знаете што, јас сум веќе повеќе од година дена во тој парламент, не ми дава за право да речем дека сум искусен пратеник, меѓутоа се трудам колку што можам да работам и верувајте, пред влегувањето на опозицијата, она голема опозиција, имавме поживи дебати. Еве со неколку рудиментирана таква опозиција, имавме поживи дебати. Сега влегува една друга опција со истите наредби, со истото однесување. Да се молчи кога треба, да се зборува ако треба. Тоа е амбиент еден недопустив за народни избраници. Тие се пред се народни избраници, а не се испостави на партиите. Не само што се народни избраници, туку е највисока инстанција која врши контрола врз извршната власт. Тоа е внатрешно-партиски дефицит. Како можам јас да го добијам законот 5 минути пред да влезам во салата или да го добијам CV-то на новата обвинителка 5 минути пред да дојдам во салата? Па тоа, знаете, и во најнедемократски амбиент, како што е во нашето собрание, ние секогаш инсистираме на тоа да ги проучиме законите, да имаме време за амандмани. Ние буквално немавме време ништо да видиме и да прочитаме и да ги анализираме. Јас очекувам дека така ќе оди овој процес се до распуштањето на овој состав. Дали очекувате, со оглед на фактот дека се појавуваат реакции и на експерти и на медиумите, дека Груевски тактизира и дека би можело да се воспостави постапка пред Уставниот суд за оценка на законитоста, на уставноста, дека тоа би можел да биде маневар на владеечката партија пред некој нов внатрешен политички судир? Мислам дека до тоа нема да дојде. Добро. Мислам дека зошто? до тоа нема да дојде. Затоа што консенсуално го донесовте? Бидејќи консенсуално е донесено и знаете кај нас партиите, тоа е она партократија за која што зборувам, секогаш била оддалечена и од закони и од устав. Во тој амбиент изузетно добро се вклопуваат и странските олестувачи и они знаат, они се свесни дека нашиот устав по неколку членови се крши. Значи тоа им е сосема јасно дека се крши, кога ние знаме и они знаат. А кога тоа било проблем? Кога тоа било проблем? Тоа не било проблем и не очекувам да го проблем. За завршување на овој тип на дебата и да ве ослободам професоре Марковиќ, ние ќе продолжиме почитувани гледачи потоа со професор Грчева и со
професорот Благое Ѓорѓевски околу реформите во образованието. Помалку индикативно прашање. Очекувате ли дека Груевски ќе си поднесе оставка и дека ќе му биде усвоено така акламативно како со изборот на специјалниот обвинител? Дури и неговите да гласат за прифаќање на оставката. Очекувам дека ќе има некаква пиар стратегија околу тоа. Да не помине тоа баш така глатко во смисол, нели, да биде акламативно и да биде така лесно, меѓутоа мислам дека до тоа ќе дојде. Апропо и претходното прашање околу постапка пред Уставен суд. Било каква постапка пред Уставен суд која би се врзала со некоја од партиите независно, мислам дека ќе се интерпретира како рушење на договорот од Пржин. А тоа е, знаете, во политиката ултимативниот греф. Иако кај нас немаме проблем да договорите кои сме ги постигнале ги прогласиме за невалидни од кога сме ги подпишале, што исто така е дефицит на политичкиот диалог. Ако сте подпишале, сте прифатиле компромис, компромисот е секогаш болен, треба тоа да го издржите. Мислам дека до оставката ќе дојде, меѓутоа ВМРО-ДПМР е партија која не пропушта пиар момент. Јас не само што мислам, туку сигурна сум дека до тоа ќе дојде. Јас воопшто не ги гледам замките во овој процес. Апсолутно. Мислам дека уопште не ги гледам замките во овој процес во неисполнување на роковите. Туку замките се точно во исполнување на роковите, формално, без никаква суштина позади. Значи, од почеток, ако го следевте и го следевте сигурно процесот, Груевски игра доброто момче. Тој исполни се до сега. Со натегања, со молби, со, да речам, условувања, меѓутоа, он сите инстанции ги исполни. Немам никаква причина да мислам дека и ова нема да биде. Да, ама начинот на кој постапува не прифаќаме тоа, потоа 24 часа после тоа се прифаќа, нели? Вклучувајќи собствена оставка на премиерска позиција, зборува за практично неговата политичка немок да владее во овој момент без оглед што има апсолутно мнозинство. Повторно ќе ве вратам на тоа дека тоа е нормално, дека нема тој акламативно да ги прифати овие процеси кои што се по него негативни, дефинитивно, но мислам дека тој подпис ќе се испочитува и дека формално нема да може на него да му се примети ништо. Дека нема да може да му се приговори во процесот. Но јас се плашам, поутро до денот се гледа, еве како изборот на обвинителката, како изузетно лошиот закон, дека нас ке не чекаат зад тој договор ќе испорачува лоши решенија. Јас од тоа се плашам. Не од тоа дали е на 15-ти одбран обвинителот или е на 20-ти. Туку кој е обвинителот. Не дали ќе се договорат околу избирачкиот список, туку како ќе се прочисти. Дали ќе стане збор за промена на избирачкиот модел, пазете, тоа е најболната точка за демократизација на Македонија. Понатаму, која ќе биде конституцијата на ДИК, ја верувам дека ќе се договорат, но дали таа ќе биде поволна, во тоа не сум сигурна. Професор Марковиќ, уште еднаш при крајот на овој дел на разговор упорно го цитирам Хан. Ова не е крај на приказната, меѓутоа без Пржино препораката на Европската унија ќе беше повлечена. Се разбира, со Пржино. Се уште немаме одговор дали таа ќе биде валидна. Веројатно тоа е добар стимулус да го испорачаат она што го ветија. Посебно за власта. Јас кажав и во претходна прилика дека останувањето, да не беше договорот од Пржино, останувањето или повлекувањето на препораката ќе беше make it or break it момент. Повлекувањето ќе беше силно помена до власта, не повлекувањето веројатно помена до опозицијата. Меѓутоа договорот е таков каков што и мислам дека ќе се придржуваат во неговиот фундамент, апсолутно давајќи приоритет точно на содржината, не толку на роковите. Во таа смисла не мислам дека ќе постои голем маневарски простор за партиите, не мислам дека препораката ќе биде повлечена. Ако биде повлечена, мислам дека меѓународната заедница е свесна дека тоа би било уште една варијабла која дополнително би го искомплицирала и можеби саботирала процесот на кој тие му кумуваа. Знаете. Добро, поштовани гледачи, следевте разговор, па потоа и малце размена на мислења. Најпрво разговор со професор Марковиќ и професорката Грчева. Сега ќе му се заблагодарам на професорот Марковиќ. Ви благодарам уште еднаш. ЕПП, а потоа ќе ни се приклучи и професорот од Средно медицинското училиште Благојче Ѓорѓевски, кој е еден од водачите на иницијативата за
оценка на уставноста на законите, на образовниот пакет на закони. И благодарам многу уште еднаш, професор. Дилеми до финишот од пршинот. Кога ќе се повлече Груевски? Дали преодната влада е гарант за слободни избори? Како во кампања со медиумски логори за перење мозок? Интервју со професор Ненад Марковиќ. Образованието пред амбис, поради диалогот на глуви. Студенти, ученици, наставници. Дали е тоа новата сила за модерна Македонија? Благој Ѓорчевски и професор Солза Грчева. Ова најава само што го нема веќе професор Ненад Марковиќ, со кого го завршивме интервјуто, врзано околу политичката клима и околу амбиентот, дали Пржинот 2 до крај ќе се реализира и ќе биде крај на приказната, особено по шансите до крајот на годината премиерот Груевски да си даде оставка. Сега поминуваме една тема која преокупирани со специјалниот обвинител ја заборавивме, ставивме на маргините, а е практично опфаќа најмалку 200.000 луѓе, што наставници, што професори, што ученици, што родители. И тоа представува еден багаж на избирачко тело кое може да има важна улога. Власта се уште тактизира, но ми се чини дека наставничкиот пленум е прилично агресивен во барањето на оценката на уставноста на законот. Го поднесовте предлогот за иницијативата пред Уставниот суд. Тоа е иницијатива на наставничкиот пленум. Што очекувате? Така, иницијативата што ја поднесовме од наставничкиот пленум се однесува на членовите 45, 46 и 70А од Законот за средно и основно образование, каде што се наведени многу небулози. Очекуваме накратко да се Уставниот суд да донесе времена мерка за стопирање на примената на овој закон, за да се намалат колку е можно штетите по учениците, не само по наставниците, туку прво и основно заради учениците, затоа што ние сме таму заради нив, не заради нешто друго. Ги спорите сите практично небулози од законот. Едно од нив е, например, дека ако не дојде ученик на тестот, дека му се става единица, а просек со единица не може да се изведе, нели? Така. Или, многу поважна, според мене, е одредбата, која е доста двосмислена, а тоа е дека наставникот може да биде отстранет од работа, нели? После 2 до 3 неповолни оценки, наспроти тоа дека секој има право на образование и на екзистенција, која е уставно загарантирано право. Дали ви се чини дека уставните судии ќе бидат под пресија на партизацијата на изборот и на своето мислење, или ќе бидат арбитри на заштита на законитоста? Јас не верувам дека постојат поголеми ентузијасти и оптимисти од наставниците кои се во образование. И ако не верувавме барем малку во институциите, ние немаше да ја поднесеме оваа иницијатива. Професор Грчева, зошто образованието стана јадро, еве на овие револти тука, стана јадро во кое се обедини значаен дел, двотретинскиот дел, да речем условно, од професорскиот кадар во однос на решенијата за импакт, за проценки, за државен испит, за моделот, дали целиот систем на образование продуцира кадри за една модерна Македонија? Па знаете што, за среќа, овие надолни процеси во образованието одат подолго време, но за среќа не успеа да ја уништат оваа сила која што стои во студентите и во учениците. Велам за среќа. Тие се уште одолеваат на тоа што им приредува нашето образование со децении наназад, поготово во последната деценија. Систематски се уништува, се разорува, се она што значи зародиш некаков на европско, на модерно образование, на јако, на квалитетно образование. Ние, дури во стариот систем, во старата држава, имавме добро фундирано образование и таа инерција течеше од тој процес некои 5, 6 до 10 години. Потоа, евидентно, работите тргна во надолна крива. За да веќе од 2008 година, скандалозно со неколку законски решенија, кои што
беа прикажани како реформаторски, но ако ги погледнете не се работи за системски промени, туку за ударци, буквално ударци, бочни ударци во нашето образование, кои што го изместија од епицентарот и она што беше добро фундирано. Но ќе повторам, мене ме радува, цела Македонија се трансформира. Овие процеси изузетно ме радуваат во минатата и во оваа година. Станува граѓанска Македонија. Сите оние кои што се носители на своите процеси сакаат да станат и власници и газди на тие процеси. Барем делумно. Значи, тие се одговорни, тие мораат да бидат прашани за се што се однесува за нив. Потврда, само еден момент, потврда на оваа теза дека образовниот процес пред 20-30 години беше многу пофундиран и по-стамени, да речем условно, една изјава на професор Шкарич, дадена деновиве, која се однесува на изборот на специјалниот обвинител Јанева. Тој вели дека е таа образована во стариот систем на студии на правниот факултет, кога тие студии беа сериозни и од кои се фундира и, да речем условно, и правници, и научници, и суди, и дека тој верува, токму заради студирањето според во тој период, дека Јанева ќе биде добар обвинител. И па знаете што, тоа е нужен, но не е доволен услов, да се разбереме. Значи во математиката постои тоа, имате нужен, ама не е доволен услов. Добро е што била, да речем, ученик и негов, предпоставувам и на тој еден постар систем, но не можам да судам само по тоа. Потребно е портфолио, знаете, цел Запад и сите развиени земји учат во праксата многу повеќе него на факултетите. Добро, не беше тоа не е аргументот доволно. за Јанева, добро поентиравте на тој план. Јас сакам само нешто да додадам. Неспорно е дека образованието е фундамент на едно општество. И мислам, ако би се согласиле со сите. Колку е сензитивна материјата покажува фактот дека од 95-та година до денес 29 пати е редефиниран законот за средно образование. Сега, ако тоа е толку важна материја, и вториот аспект би сакал да го кажам, дека ние мораме да бидеме свесни дека образуваме кадри за после 5, 10, 15, 20 години. Како ќе изгледа Македонија после 20 години? Што е она на што ние можеме да се надеваме и што е она што ние треба да им садиме на учениците? Подготвеност за промени. Тоа е, со екстерното оценување ние ги ставаме во шема, каде што тие не смеат да излезат од таа шема. И што е многу страшно, каде е критичкото мислење, каде е нивната креативност, каде е донесувањето на одлуки, каде е тимската работа. Не, за критичкото мислење власт не сака да има такви критички мислители и во образованието. Не знам дали власта сака, јас сакам како дел од образование. Ова теза ми е мощна, индикативна и добра на Ѓочевски, а тоа е дека практично ние немаме немаме образовна стратегија, долгорочна. Адхок минуваме. Како рекоте, 29 пати е променет 29 пати од 95-та година. На препад ги донесоме и промените во Законот за високо образование, во кое Груевски му очита слово на првите ректори на чуена седница во собрание, во кое веднаш после тоа да се посипа со пепел и да каже добро, имаат право професорите, дај да видиме како ќе најдеме компромис. Но тоа е сега политичката мимикрија на Груевски. Вас ве прашувам, дали воопшто некој се занимава со една образовна стратегија која предпоставува како ќе фундираме, какви кадри ќе профилираме, за каква Македонија ќе ги образуваме и со кои капацитети ќе бидат образувани? Па не гледам дека тоа се врши, например, на ниво на држава, поготово никако не се врши, никако на ниво на Министерство за образование, заедно со целата академска заедница и поширока заедница во образованието. Имаме луѓе кои што тоа го знаат, имаме луѓе кои што ги следат тие процеси. Јас сум била во неколку европски проекти посветени точно на проблемите во образованието, каде што се трасираат еден голем број на стратегии по разни прашања. Меѓутоа, кој не прашал некогаш што ние мислиме и што ние можеме да направиме? Оваа власт автократски ги поставува работите, измислува модели. Еве го измисли државниот испит, out of blue. Каде постои ваков државен испит? Каде постои вакво екстерно тестирање? Мене ми е криво што тој термин постои како термин, постои во развиените земји, но тој е буквално украден, киднапиран и зад него се крие една сосема различен дефектен, до крајност дефектен процес, кој што е
пазите, и малициозен. Тој има за задача да награди, да казни, да им ги смали просеците. Ја не знам дали се свесни учениците, тоа полно пати сум го зборувала. Не само што единицата наеднаш ја прогласија за преодна оценка, со тоа што сега и просеци со неа вадат, а не смеат да вадат, наместо да одат на поправен испит, као што тоа го кажува законот, тоа го кажува, туку дали знаете дека сите ученици, буквално освен гранични случаи, имаат погрешно пресметан просек. И ти имаат понизок просек од оние што треба. Ние веќе имаме случаи на ученици кои што ни се враќаат, сакајќи да го продолжат образованието некаде на друго место, гледаат евидентно дека е погрешно пресметан просекот. А ќе ви кажам и зошто. Например, 10 предмети има, уште по 2 се оценува од 2 се оценува на екстерно тестирање. Наместо да се вади просекот, тоа е толку проста математика, толку прост алгоритам, да се извади просек по дадениот предмет, тие се додаваат како 13 и 14 предмет, например. Па се дели наместо со 12, се дели со 14. Секогаш има намален просек. И до толку се нема слух да ни такви ситни работи не можат да се наштелуваат. А вие ме прашувате за стратегија. Не, нашата стратегија е сега во предизборието, ќе видите. Ние сега ќе пулсираме само во предизборие. Ќе се надаваат популистички предлози, кој што да укине и каква индулгенција како папата да подели. Се на грбот на квалитетот на нашето образование. А фала Богу, као што се храни власта све со предвремени избори, ние скоро секоја година ни е изборна година, ние само имаме воведување на еден модел кој што не може да помине, на сила на раменици се бутка, за по неколку месеци да се ретерира. Да не бидеме толку пристрасни, да ви вратам малце топката во студентскиот кампус и универзитетскиот кампус. Ми се чини дека малку и вие универзитетите кумувавте, односно универзитетските професори, во исто така апологетското прифаќање на болонскиот систем, во кој ве доведува во ситуација на комотност. Наместо сериозни студирања, разговори, проверка на критичкото мислење на расудување, тестовите и оценките. Дали ја плаќаме таа цена? Ја плаќаме дефинитивно, затоа што, знаете, ние не можеме да го обвинуваме болонскиот процес кој стана стандард во Европа. Ние не ни почнавме да го употребуваме, а веќе го злоупотребивме тој процес. Апсолутно, се сложувам. Но тука предси имаат вина не толку професорите, колку управите. Знаете, и факултетите почнаа да си ја губат својата автономија, почнаа академската слобода, што е пострашно. Кога зборуваме за професор, зборуваме не за автономија, зборуваме за академска слобода. Па нам ни се сервираат како професори од разни ректорски гарнитури блиски до власта или декански гарнитури. Дури ни се кажува, како во Законот за високо образование, ако се сеќавате, со колку прашања нашите студенти ќе поминуваат, па 3 потешки, па 2 полесни. Сега во таков еден амбиент вие сте немокни условно кажано. Јас сметам дека многу голема вина имаат и професорите што погласно не се спротивставија на таквите реформи, бидејќи повеќето од нас знаат што е болонски процес и како тој всушност ве тера повеќе да работите од тоа што сте работели. Целта е да постојано ве држат во тонус и вас и студентите. Дури, мислам, на овој начин малку не бевте отпорни, дури се уплашивте од еден гест на Груевски кој отиде пред Александар Палас и на 2 професори ќе кажат ај сега додиме да разговараме. И кога отидоа да разговараат, наместо да на свој терен да разговараат, Груевски отчита лекција. Но потоа се посипа повторно со вода, повлекувајќи ги целиот пакет, па разговарајќи нова процедура во ректоратот на универзитетите, што зборува за тоа дека откако ќе ги видат ефектите, од кои ќе му се удри од глава пресијата на автократијата, тогаш размислуваат за демократија. Тој случај пред Александар Палас мене не ми беше толку важен и по него, според него да извлекувам некакви заклучоци, како што во јавноста тоа се случи. Тоа е едно домашно воспитување на едни луѓе, културни и нормални, кои што не можат да се адаптираат така лесно на такви ниски ударци и моментално да реагираат на еден таков, да речам,
изненадувачки чекори кои што он ги превзема сега наеднаш од него, никој не очекува дека инклузивност некоја ќе покаже и тој наеднаш сега се одоброволува и покажува инклузивност. И јас разбирам дека скоро секој би се збунил во таква ситуација. И тоа не е ни важно, не го гледам како важно. Поважно ова второто што го велите, дека да, ти ода секој чекор напред, 2 чекора напред, 1 назад и очекувам сега многу брзо, како што тоа бидна за... Не, тој ленинистички принцип е обратен. 1 чекор напред, 2 назад. Дури не може тука да се разлучи што е напред, што е назад. Ако го земете образованието, нема ни 1 чекор напред, како можеме тоа математички да го дефинираме, кога не постои ни 1 чекор напред? Еве, читајте ги. Па знаете што, нашите закони веќе личат на ценовници од кафана. Кафански ценовници. Ова прашање на професорите со Груевски не случајно го насочи, затоа што актуелната реакција на премиерот на еден неодамнешен говор во МНТ, де факто, наставничкиот пленум и сите ваши добронамерни реакции ги сведе во трлото на СДСМовската групација која баш го вознемирува и не сака добро образование. Само ВМРО и само тој сака добро образование. Така, прво да кажам дека апсолутно немаме никаква политичка припадност, ниту јас лично, ниту луѓето кои се во наставнички пленум. И втора работа, за разлика од професорите на факултет, каде што тие директно имаа прилика да разговараат со премиерот, ние не можеме да разговараме ни со министерот, ниту заменик министерот. Јас ја користам прилика. Не мора да кажат извинете, сгрешивме. Не мора. Нека се разбудат са бајле и нека кажат, абе луѓе, ова стварно не чини. Ајде да направиме нешто како што треба. Во Министерството за образование, јас гарантирам дека таму има луѓе кои се со 20-30 години искуство, дека тие се дебело компетентни и дека може да донесат и да направат закон кој ќе биде за воиднина, не кој ќе биде за вчера и кој нема да има вакви ретроградни процеси. Нема никаков проблем. Секое време министерот нека дојде и нека каже дека ова Го прифаќам овој став, но за двајцата. Не ви се чини дека ова што вие велите во предизборите сега на маса ќе биде се повеќе популистичкиот налет. Па веќе СДСМ не влезе во парламентот, па бара меѓу другото укинување на екстерното образование. Без некаква анализа на причините, ниту на последиците на тоа. Тоа е оно што не сакам. Значи, ја како човек од образование, што ми е многу поважно од се друго, сметам дека не сме да биде во заложништво образованието и негово докусурување со такви избрзани чекори, сега да го воведеме, сега да го трнеме. Да, и јас сум за тоа, ваквото екстерно образование, оценување не треба да постои, дефинитивно. Но се очекува од една сериозна опозицијска партија и страна и уопште од јавноста се очекува да предложи модел. Не би се осмелила сега да го наречам екстерно, бидејќи веднаш ќе се пришие како утре ќе излезе во порталите солза за екстерно тестирање. Значи, дефинитивно изјавувам, ваквото екстерно тестирање не сме да го има. Концептот на вакво мора да постои редовна проверка на квалитетно образование, не по димензија оценување на учениците, не по цена на кариерата, не на штета на кариерата на наставниците, не на штета на успехот на учениците, но целиот образовен процес мора редовно да се скенира и редовно да се подобрува. Тоа значи местото на училиштето, каде работата на менеджментот, на директорите, начинот зошто да не и оценување и така натаму на предавање. Веднаш после излегувањето од Уставен суд, бевте категорични дека ја барате оценката на законитоста на одредени одредби на законот, но не сте против екстерното. Така. Дали тоа значи дека не сте против проверка на знаењето и на учениците и особено на квалитетот на наставниот процес и на наставниците? Така е. Прво, лично, сметам дека екстерно оценување и кога се донесе законот за екстерно оценување, сметам дека тоа, резултатите и анализите од екстерното оценување ќе служат за реформи во образованието кои ќе го подобрат квалитетот. Што значи тоа? Инфраструктурата, училиштата можат да одговорат на потребите на 21 век на учениците, методологиите, комплетната методологијата на изведување на наставата,
Како сето тоа ќе се реализира? Например, зошто не знам, наставникот во Кратово е учениците на наставникот во Кратово постигнуваат подобри резултати од овој во Скопје. Структурата на учениците, презнањата со кои доаѓаат, што значи дека екстерното оценување во функција на развојот, на подобрување на квалитетот, ние тоа не го добивме. Ние сега имаме апатични наставници, што е страшно, а вие не можете да барате нешто од учениците ако го немате вие. Не можете да дадете нешто ако го немате. И затоа, според мене, екстерното оценување треба да биде, меѓутоа не во функција на казнување на наставниците. Јас ќе ви кажам една реакција на мојот внук, кој е во основно образование. Вели, не сакам да го учам тоа. Зошто му викам не сакаш да го учиш? Не ми се бендисува наставникот, вика. Тоа е инстинктивна реакција на психолошката перцепција на едно дете кое, не знам од кои причини, од говор, од начин, од методологијата, ве одбива. И морате, ја прв пат реков дека сериозно треба да се замисли наставникот кој не предизвикува интеракција, да не зборам за љубов. Така е. Сите ние имаме некои идоли на наши наставници, професори што ни предавале. Моја колешка велеше наставникот мора да има и стас и глас. Што значи кога ќе излезете пред учениците, вие морате да им доловите нешто што е оптимистичко. Замислете да излезете и да бидете цело време намуштен. Како тие ученици ќе реагираат? Мислам дека многу структурни реформи не чекаат. Ние сме загледани во една точка сега со екстерното образование. Веќе го апсолвиравме. Мислам дека треба да замине во историјата и наместо него да се имплементира еден поштен, еден убав модел какви што постојат и какви што се возможни да се воспостават и кај нас за комплетно скенирање, евалуација редовна на квалитетот и негово подобрување. Оно што мислам дека као структурни реформи мора да оди, а што никој не ги чепка и никој не зборува за нив, е интеграцијата на средното образование со високото образование. Ние сега имаме една парцијална ситуација, имаме пленум на професори универзитетски, имаме наставнички пленум. Ја не знам, освен околу протестите, тие дали се среќаваат. Едните се во изработка веќе на друг закон за високо образование. Колку што јас имам информации и контакти, ја контактирам и со едните и со другите, тие никош не седнуваат да ги тие две работи упарат. А тоа е најбитната реформа, затоа велам се ова за што зборуваме, се едни решенија, бочни, странични удари во нашето образование, кои што само не одвлекуваат на паралелен колосек. Сите бегаат од вистинските реформи кои што треба да следат. Например, со какви програми ние работиме. Да не зборувам за учебници, за библиотечен фонд, еве зборуваме интерактивна настава. Но се уште, повеќето наставници, бидејќи немаат материјални средства, кога зборуваат за интерактивна настава, зборуваат за интерактивна од почетокот на 20 век, сме 21 век, друго значи интерактивна настава. Кај нас не е ни влезена. Значи, многу работи ни престојат. И ние, Македонија е потписник на таа искет матрица за квалификации, значи излезност после прва година средно училиште, после втора, после трета и после четврта. Адекватно на тоа одговор со стручни студии на факултетите. Тоа е нешто што социјалниот, економскиот проблем ќе ни го реши. И никој не се зафаќа со тие болни реформи. Најлесно е да се удри, сега 20% ќе казнам, а сега не 20, сега 10% ќе казнам. Јас за 20 сакам единствено прашање. Ако екстерното тестирање, да речем, условно е некаква завршена фаза или ќе биде на критичко преиспитување, кој систем би требало да биде воведен на професионален и кариерен развој на наставниците? Знаете, тоа е веќе многу комплицирана работа. Кај нас формално има преточено ни закони и кариерниот развој на наставниците, со сите ти обуки, па со ментори, па со нивно напредување. Меѓутоа, јас не можам да зборувам за образование ни во еден момент додека не се покачи буџетот за образование. На целокупното образование. Македонија има срамен буџет за образование. Гледайте, 0,22 одделува за наука. Па тоа е 40 пати помалку од разни земји во соседството.
3,4% од БДП оди за образование. За какви реформи? Тие се сите врзани со пари, тие се сите врзани со буџет. Тоа е помалку за полиција. Апсолутно. Каков систем на едукација? Тоа е болно прашање некаде 30 на години назад, не е тоа сега. Значи никогаш не сме имали јас се сеќавам во времето на социјализмот, во градежништвото имаше групи. Па негде 9 групи имаше напредуваа луѓето. Овде влезеш како наставник, завршуваш како наставник. Нема апсолутно никакво напредување и сега треба да бидеш некој екстремен оптимист или идеалист и до пензија ти да бидеш нон-стоп, да бидеш мотивиран за работа, за надградување, за обуки, за комплетно зголемување на квалитетот на наставата. Може да се направи концепт, во другите држави тоа го прават. Се работи за тоа кој ќе ги оценува, кој ќе врши проценка на квалитетот на наставниот кадар. Во партизирано општество како што сме ние, каде што сите директори се партиски поставени, а добар дел од мислењето треба да го дадат директорите, зашто тие се најпрви веднаш до наставниците и највеќе увид имаат во нивното работење. Ние имаме портфолија, можете да ги видите, добар дел од наставниците во Република Македонија имаат огромни портфолија. Што биле на обука како организатори, како слушатели, напредувале во својот професионален развој. Меѓутоа, не и во кариерниот развој. Што е она или кои стандарди ќе ги направиме за да видиме кој професор каков е? Апсолутно во секоја фела, така и во професорската, има луѓе што не се за тука. Се согласувам. Меѓутоа, имате огромен број исклучително добри професори. Сегам директно да прашам, дали ви се случило под претпоставка дека сте добар, дека имате постигнати резултати, дека се чуло во скопскиве средини дека сте добар наставник, директор од друго средно училиште дојде да каже дојдете вие кај мене, бидејќи ми е важно да ви имам заради престижот и системот на образование на моето училиште. Бог да чува. Тоа може да се случи само во приватните евентуално училишта, средни училишта кои почнаа повеќе сега да екзистираат се повеќе и повеќе, меѓутоа такво нешто не се случило. Јас не знам дали во Македонија не знам таков пример. И не верувам ни дека ќе се случи, особено што се повеќе и повеќе се централизираше донесувањето на одлуките во образованието. Директорите веќе дури и немаат толку овластувања со тоа што станале директори. Се повеќе и повеќе одлуките се на централно ниво и директно му ги дистрибуираат. Професорке, дали на вашиот факултет, па и воопшто на университетот, се случило да отидете во некој од средните училишта, нели, и да создадете еден елитистички пристап и да ја промовирате логиката на наставата, што кадри ќе продуцирате, за да привлечете на крајот на крајштата што повеќе студенти во вашите редови. Или повторно административно елитистички конкурс за студенти и толку е. Па, конкретно постојат случаи такви. Еве, јас сум била редовно сум одела во средни училишта, поради мојот ангажман, да речам, најмногу во проекти кои што се бават со целокупното образование. Тоа се европски проекти и јас сум имала такви цели да ги испитам баш тие врски помеѓу средните училишта и факултетите, но тоа е далеко од пракса. Тоа не се случува. Тоа се изолирани системи. Сега овој момент, а мислам дека ќе дојде преломен момент и за законот и за основно и за средно образование, како што дојде за високо, треба да се искористи, да се седне и да се направат решени и стратегии кои ќе го поврзат целиот систем во еден интегрално образование. За тоа треба многу работа и многу знаење, се разбира, и многу волја, кое што јас за сега, за жал, не можам да видам дека некакви резултати се на повидок, но од друга страна па ние имаме многу работа да расчистиме све што е упропастено во овие години. Обично се, кога правиме за вакви деликатни дејности, правиме компаративни анализи. Екстерното образование беше еден класичен пример во која успевате да ги извлечете сите позитивни и негативни искуства во светот. Например, се покажа дека екстерното тестирање во значаен дел од Европа и во САД служи за креирање на образовни насоки, а не за креирање на образовна послушност, наставничка послушност. Например, Финска има само за ученици од последните години во трите циклуси. Германија нема. Словенија на крајот
на крајот од секој тригодишен образовен систем и така натаму. Кој систем би бил веродостоен во кој јавноста, родителите, тие сите чинители на образовниот процес би можеле да ве градираат, освен институционалните форми, бироа, директорите, да ве градираат и да ве оценуваат како веродостојни презентери на образованието и на знаењето. Ке употребам не знам колку е соодветна компарацијата, меѓутоа на колку малку се родителите вклучени во донесувањето на одлуките и во самиот процес на образование. Се правеа некои обиди преку родителските совети, преку училишните одбори, меѓутоа тоа не функционира затоа што родителите се апсолутно незаинтересирани. А кога станува збор за образовниот процес, ние како наставници, да употребам малку медицинска терминологија, фактички им правиме хируршки зафат на мозокот. И родителите не реагираат. На нивните деца ние им правиме хируршка интервенција во комплетниот нив ментален склоп. Од нас зависи како ќе се однесува утре тоа дете или тој ученик. Од тука дали целата општествена клима доведува до тоа да родителите се уште стојат на страна. Многу ретко учествуваат во креирање на политиките на училиштето, затоа што тие во училишните одбори и во родителските совети фактички тоа треба да го прават, да креираат заедно со управата, заедно со наставниците, да креираат политики како да го подобриме воспитно-образовниот процес. А тие се неми посматрачи. Ѓорчевска и Грчева ги прашувам, дали бевте изненадени од спонтанитетот на реакцијата и на средношколците и на студентите? Тој избрик на револт, тој не беше само избрик на револт незадоволни од власта, туку и дел од образовните системи и процеси. Најмногу од образовните системи и процеси, бидејќи, пазете, ако порано имавме економска емиграција, сега имаме емиграција на деца кои што се во потрага по знаења, по добро образование. Сега и деца од фамилии кои што се ситуирани решаваат да живеат во самачки соби, да живеат еден тежок живот, каде што, пазите, не носат они багаж на добро образование, тоа е лага, тоа е привид, магла. Дека секој наше дете е способно и затоа успеало негде. Не, тој е амбициозно, сака да постигне нешто, по цена на тоа да екстра напори вложува за да го премости тој јас од лошото образование кое што фактички го носи за себе. И сега имаме ние една емиграција на деца кои што се во потрага, барем еден степен некаде да заврши. Ако не завршил додипломски студии, надвор, барем магистарските студии да го поправи, да ги пополни дупките, да влезе во наука, да зачекори. Пазите, магистарскиот циклус е веќе вовет во наука, што кај нас нема. Така да, мислам дека студентите тргна ги раководеше точно незадоволството од нашиот образовен систем. И тоа е нешто што повеќе ме радува од тоа на другото што го спомнавте. Повеќе ме радува. Значи, тие се свесни, тие сакаат, тие барат. Конечно, која влезница друга за живот имаат? Ако немаат солидно образование, што имаат? Што друго имаат? Само тоа. Бевте ли вие изненадени од бунтот на своите ученици? Па, јас бев разочаран. Затоа што очекував многу поголем, помасовен бунт од она што се случи. Очекував и родителите да излезат. Баш заради оние работи што пред малку ви ги кажав. Очекував да тоа биде многу масовно и да трае. Меѓутоа, не се случи тоа, целата работа се разводни, па дури се лажевме меѓу себе дека програмата е реализирана и покрај тоа што до половина од училиштата во Република Македонија не одржа настава од февруари до крајот на учебната година, па екстерното тестирање дојде на крајот, нели сите добија петки. Лажеме ние, лажат родителите, лажат учениците, лаже цело општество, а ние им вградуваме вредности. Какви вредности? Тоа е. Поштовани гледачи, задржате си ја мислата, поштовани гледачи, по ЕПП ќе продолжиме разговор со универзитетскиот професор Солза Грчева, пратеник, и со Благоја Ѓорчевски, професор во Средно медицинското училиште. Меѓу другото, за целиот концепт на образованието, за стандардите
и за тоа зашто ни е поважно да имаме Мајка Тереза и панорамско тркало, наспроти, например, угледни и високо стандардизирани студентски домови, училишта во кои нема да седиме на столчиња од раните 80-ти години. На сцена ако се добијат избори. Кој? Се игра на Целиот време. корпус. Мисле дека ќе се врати и дека ова само мала мимикрија, дека... Не ми бикри одложен, не е тргнат. Не е Само е започнат продолжен. процесот. Само е продолжен. А тука се најголемите скандали. Тука кидат декани во затвор. Тука имате редовни професори. Пуштете си го гласо слободно, одите во програма веќе. Да, редовни професори ќе одат, ќе бидат отпуштани од работа. Тука имате казни затворски од 1 до 3 години, затворски казни. Тука имате, например, Одборот за акредитација, тие 11 луѓе да ги рецензираат сите прашања за државниот испит. И јас се плашам дека ова одложување што се случи 2 пати, едно по друго, за по 1 година, ако утре не дојде до некоја промена на власт, ја верувам дека тој концепт може би со мали модификации пак ќе ни се врати. Ние мора да бидеме на опрез и академската заедница час поскоро ја повикувам да се појави со решението кое што го работи. Значи да се направи, да се предухитри една ваква ситуација која што уште многу брзо може да не начека. За специјалитетите во тој закон, веројатно знаете, целата јавност беше запознаена, јас и одговорница многу пати зборував, тука се спорни државниот испит, тука е спорна нострификацијата на дипломите на наши деца кои завршиле натвор. Замислете, ви доаѓа готов магистар или економист со завршени студии, ние сега ќе го подложуваме на државен испит. На едно тело кое што не е компетентно за сите научни дисциплини. Ама како може да се спори нечија диплома? Добро, ама и во светот, кога ќе одите, ако одите со ненострифицирана диплома, вие морате во Германија да дополагате со дополнителни испити и така. Тоа се знае за регулирани професии, си има некои стандарди кои што се специфични за таа професија во таа земја, како да речеме за правници кои што сакаат да бидат адвокати, медицина и така натаму. Но вие да спорите, да речеме, од врвни универзитети, дипломи ви носат магистарски или дипломски и вие да ги подложувате на испит со 5 лесни прашања, 2 потешки, едно со закружување, едно со подцртување, тоа го нема апсолутно никаде во ниеден образовен систем. Значи, преска реков и на тоа стојам, нагрдени се плюс сите закони, земете го за основно, за средно, за високо, со еден куп казни, кои што се непримерени, кои што се многу чудни. Например, не знам дали знаете дека 800 евра е казна ако си преименувате училиште. Тоа сите медиуми го промашија тоа. Никој не го презентираше. Беше важно, што е добро, да се намалат казните за занајчиите, за дуканчите, а не за но да имате другите. иста казна да преименувате училиште и да не истакнете распоред за дополнителна настава. Мислам, секоја страница тука испишува по една нелогичност, по една и повеќе нелогичности. Кои стандарди ги очевски? Јас би се вратил, овие стандарди не враќаат на почеток. Значи, мораме да дефинираме стандарди. Прво, ќе зборувам за средно образование, затоа што тука сум највеќе инволвиран. Прво, за таа возраст на ученици, колку можеме да го оптеретиме, со колку предмети. Например, имате во прва година, учениците учат 14 предмети. Тоа се 32 часа неделно. Замислете ученик кој има 8 часа. 42 недела е работна недела за возрастен. Замислете ученик кој има 8 часа, а живее, да кажеме, во околината, му треба уште барем 1 час минимум да стигне до дома, кога да јаде, кога да седне да се одмори, кога да гледа телевизија, кога да се види со другари или кога да биде на Facebook, кога да седне да научи, да напише домашна за утре да се спреми. А да не зборуваме за спортски активности, за дополнителни... Тоа е утопија. Тоа е утопија и сега децата не биле деформирани. Ние сами ги правиме такви. Нема стандарди. Точно се знае за таа возраст, например, еве, за петоодредниот ученик, колку за таа психофизичка состојба, колку тој може товар да носи. Не може ние се треба, извинете само, кога правиме реформи, ние велиме и ова му треба. И ова му треба. Ставете го и тоа. Меѓутоа ништо не вадиме.
Ако нешто му треба, нешто мора да отпадне. Денеска чув една абсурдна теза дека Петро Деленци многу било важно да знае што е устав. Ја мислам дека ни дипломирани правници понекогаш не знаат што е устава, камоли за Петро Деленци, ако е тоа најважното и приоритетното прашање, заради што се прават толкави скрипти или учебници. Но тоа е друго прашање. Сега, се враќам на една теза која професор Грчева пласираше, тоа дека образованието е Грчева. Образованието е практично на испаст во однос на финансирањето. Но, можем да бидам и ригиден, може да бидам и критичен и така натаму, но е факт дека денеска падна таван во студентскиот дом Гоце Делчев. Да. Независно од тоа дали ќе го правда раководството дека е тоа нарочно, дека упорно се зборува, упорно се регистрира дека тоа се мизерни услови за сместување, а камоли за студирање, односно за учење. Вие денеска во 70% од училиштата се изградени спортски игралишта на оваа власт, која е многу важно. Меѓутоа, ја не гледам дека се организира некој училишен надпревар, дека се формирани кошаркарски тимови, ракометни тимови и така натаму. Тоа зборува дека е многу побитно мегаломанството и визуализацијата од суштината. Дека ни е битно, пак ќе бидам малициозен, тркалото и мајка Тереза, одошто студентскиот дом, каде што е најбројната, да речем, групација. И ја читам она вест која за нас е абсурдна или утописка, дека студентскиот дом во Пула чини 5 милиони евра, а изгледа како хотел, ако не од пета звездички, од трета и четврта. Повелете Грче. Па знаете, јас заговарав изградба на цел студентски град со Скопје. Од бивша Југославија само Скопје остана без свој студентски град. И тоа беше една од работите кои што многу работи ќе ги решеше. Прво, полека ќе ги изубраш оние најштетни по квалитетот на високо образование, дисперзирани студии. Ако вие го подигнете студентскиот стандард и ги стимулирате додат во центрите кои што им пружаат образование, а не необразование, со една таква инвестиција, вие сте направиле многу. Значи, сега зборувам за санирање од последиците на ваквите штетни политики. Тие дисперзирани студии за се можат да дебатираат професорите, студентите, да се сложат и да не се сложат. Но за една работа сите се десидно сложуваат дека дисперзираните студии, кој јавно, кој тајно, меѓутоа дисперзираните студии се најштетниот концепт кај нас. Ги подложивме студентите на една превара, на една лага, дека нешто студираат. Еве јас како професор сум предавал и на дисперзирани студии. Па јас воопшто не сум истиот професор како на мојот матичен факултет. Знаете, доаѓате таму уморни после 3-4 сата патување, брзо гледате да ја завршите работата, бидејќи студентите вас ве чекаат, не се ни сигурни дали ќе стигнете, а вас па ве чека комбе брзо да ве натовари за дома. Ве гледаат еднаш во неделата. За какво образование ние тогаш можеме уопште да зборуваме? За какво образование кога да речеме на факултетот електротехнички или машински во провинција таму во Источна Македонија, рударски инженери предаваат електротехника, кога математика предава некој што завршил сосема нешто друго. Мислам, направена е се такви гревови према овие студенти, према овие генерации студенти, што не знам, не е невозможно да бидат коригирани овие работи, не е невозможно. Да се вратам на вашата визуализација. Ако се сака, значи може да се решат овие работи. Дури и домот ќе го направат оваа власт. Како што направи еден куп објекти, училишта и така натаму, ќе го направат дури. Но никогаш не им е во план, јас не сум видела, да помислат да внесат електронски библиотеки на часописи. Оно што е нашиот линк кон светот, кон науката, кон работата. Не беше многу побитно да потрошиме 5 милиона за превод и препечатање на книгите. Сега тие книги се исто така проблем сам за себе. Имаме ние законски одредби со пенали. Ако не ги истакнеме,
точно тие во задолжителна литература. Ве молам, имате 800 наслови преведени, а 4000 научни области. Значи ние сме принудени да лажеме дека ги употребуваме учебниците. Во мојата струка во информатика, додека се преведен истој процес од 2 години, веќе застарен. Излегла нова верзија на таа книга. Не можам комплетно да негирам дека на студенти посиромашни и така натаму сепак им доаѓа некаква литература, има добри наслови во нив, морам тоа да кажам. Но тие не се замена за наука. Наука не се прави од учебник. Наука се прави од часопис, од научен часопис. Македонија ургентно на универзитетите и е потребно една голема инвестиција, нема Ама ако велите дека научен часопис, зошто се спротивставивте на вашата валоризација преку импакт, стручните списанија и така натаму? Па точно затоа, без бризгување на пари во наука, како ќе правите вие трудови, нема да ве затвори некој во просторија и да пишувате вие трудови. Па трудови значи интеракција со тимови кои што работат на исти или слични проблеми во некои развиени центри. Тоа значи да имате учество на меѓународна конференција кој некој треба финансиски да го подржи, па студиски престој да си овозможите, а да не зборувам што сите факултети во развиените земји имаат електронски библиотеки кои што и на студентите, а камоли на научниците им се достапни. Се тргнува од наопаку. Еден куп пари се дадоа за работи кои што сам некој ги смисли во затворена соба, без да ги консултира луѓето од академската јавност. Тоа се случува и во средното и основното образование. Затоа не би правела повик до Министерството. Ја немам што да очекувам многу од тоа Министерство, кој што во закон ви става 50% од 20%, без да знае дека е тоа 10% за казните. Не, туку би ја зела работата во своји раце и во договор со нив би испорачала она што нам ни е потребно. Какви се стандардите, например, во едно до вчера, да речем, ако не и уште, едно од престижните училишта како е Средно медицинското училиште? Да бидам најдиректен. Имате, например, спортски клуб, било каков? Има иницијатива, што јас ја сметам добра, да во сите училишта средни се отворат клубови и се отвори. Ама не можете еден проект да го реализирате ако не го следи буџет. Не можете. Инаку во секој училиште средно сега има клубови, најразлични, зависно од интересот на учениците, кои ги водат на професорите по физичко, спорт и спортски активности, да бидам попрецизен. Она што го допревте со работите се во наставните активности. И тука е замрено. Токму заради оние стандарди на и преоптовареност на учениците. Ликот на наставникот и на образовниот процес во основното и средното образование се базира пред се во формирањето на карактерот на личноста преку воно-образовни активности. Точно тоа за тоа изборувам. Меѓутоа не можете да го натерате да дојде во настава, нели затоа се во наставни активности, после 8 час да остане ученикот уште 2 часа. Или да дојде во сабота. Не доаѓаат учениците. Ако понудите атрактивна програма, не верам дека нема да дојдат. Имаме атрактивни програми без никаков проблем. Имаме компетентни наставници кои тоа може да го спроведат. Не представува никаков проблем. Меѓутоа, толку се учениците преоптоварени, што не може да стигнат да ги завршат оние наставни активности, а не и во наставни активности. Ајде да бидам уште малку по директен. Кога се работи за Средно медицинско училиште, каде што има и настава на албански, и настава на македонски. Ние зборуваме за интегрирано општество. Па правиме обиди на паралелки во предучилишна, во училишна сфера на интеракција, на изучување на јазик. Имате јазик, имате предавање дополнително на познавање на македонскиот и албанскиот јазик? Не. Затоа што кога денеска ќе отидете на медицински факултет, нели, ви имате практично паралелен свет. Албанците одат кај сестрите и кај докторите што знаат албански, освен ако не име зорт, па ќе отидат кај тие што се стручни и компетентни. Не велам дека албанците не се, но и кај сестрите што само знаат албански. Кога станува збор за медицината, одите кај нешто е компетентен. И тука нема тука национална основа. Она што јас би сакал да го кажам е дека правиме фарса од тоа интегрирање. Од една страна зборуваме постојано интегрирање, имаме милион проекти во Република Македонија кои одат, а фактички правиме сепарација. Отворивме медицинско училиште во Шуто Ризари. Отворивме чисти
Цветан Димов, вие чисто албанско сега. Имате чисти училишта. Учиме во различни смени. Не се познаваме. За какво интегрирано образование зборуваме? Тоа е чиста фарса. Каде тоа ќе не доведе сосема друга работа? Инаку, и вие кога би отишле сега на лекар, прво што ќе прашате кој е најкомпетентниот лекар. И сигурно ќе отидете кај него. Не прашувате од која националност. Она што е битното, дека се повеќе и повеќе општеството се дели. За завршница, професор Грчева и Грчевска, ја прашувам, што очекувате како изборен и маркетички потек на партиите во изборите, што би понуделе во образовниот систем за да ги привлечат студентите, наставниците, родителите? Па не очекувам ништо паметно и добро, затоа што еве видовме веќе што е понудата, помалку или повеќе, имаме уште за гледање, верувам, април е рано, имаме уште неколку месеци за ингениозности. До сега видовме дека се она што е направено како, ајде не бидам груба да речам како глупости и така натаму, бидејќи се работи за лоши работи, тоа не е во сфера на глупост, тоа е се штетни работи, со штетни последици. Едните ќе пробаат да ретерираат, да тоа и се случуваше цело лето, ние гласавме само такви закони, значи еден чекор назад се одеше во целата работа. Буквално го споредувам со индулгенциите, опростите папата кои што ги делал на оние на кои што им е сгрешено. Тоа ќе биде нивната стратегија. Очекувам дека тоа сега ќе се случи набрзо и со екстерното тестирање. Ќе понудат некој порелаксиран модел од овој, што не значи дека ќе е попаметен модел, меѓутоа порелаксиран веројатно. По вака заводлив модел. Ова што другава страна го даде, тоа го видовме. Они само прават, не чини тоа. Ќе урнеме оградата. Овие изградиле, ние ќе урнеме оградата. Ќе ги избришеме членовите, оно што ја како амандмани го давав и цело време го давам, па никој таму не го гласа. Не очекувам дека некој ќе излета, ќе излезе, за тоа треба многу работа. Што очекувате вие? Јас не сум политички многу едуциран. Повеќе сум во образованието, меѓутоа гласаste така што како граѓани предполагам дека ќе преципирате. Така, она што јас го очекувам е зајакнување на институциите. Да ни понудат зајакнување на институциите, дека секој наставник ќе биде еднаков пред институциите, дека секој наставник ќе може креативно да работи, дека секој наставник има исти услови за да им даде квалитет на сопствените ученици. Тоа го очекувам. Друго, не знам што би ме привлекло да гласам за некого. Ќе бидете, може да бидете овие абстиненти кои се уште се бројни. Поштовани, ви благодарам прво за учеството. Поштовани гледачи, завршуваме. Утре сте со Боби Христов. Пријатна вечер.